Добро вечер. Договорот е мртов или да живее договорот? Тоа е дилемата деновиве, откако обврските за спроведувањето на обврските од Пржино завлегува во се поголем ќорсокак. Јавноста во се поголема неизвестност, партиите во се подлабок инет, а странските гарантори во се поголема нервоза. Еве што донесуваме вечерва во Топ тема. Амбасадорите со повик до Груевски за одговорност, до опозицијата за доследност. Последни апели или предупредувања. Може ли да се врати во живот договорот од Пржино? Дали опомената за белоруска судбина е само закана или реалност? Да, тоа се само дел од прашањата за моите вечерашни гости, господин Арсим Заколи, поранешен амбасадор и политички аналитичар. Добро вечер и добре дојдовте. Универзитетскиот професор и исто така поранешен амбасадор Нано Ружин. Добро вечер и добре дојдовте. И политикологот господин Љупчо Ристовски. Добро вечер и добре дојдовте и за вас. Првиот сегмент, прво со пораката на амбасадорите. Ова е втор пат да излегуваат на ваков начин пред владата со вакви директни пораки. Дали е тоа, како што некои коментираат, дипломатска дрскост или израз на сериозна загриженост за состојбите во земја? Господин Ристовски, која е вашата оценка? На почеток треба да почнеме од самиот извор на проблемот. Ние на домашната политичка сцена и претпоставувам домашната јавност точно има детектирано кој е изворот на проблемот. Тоа е оваа методологија на владење во последниве 9 години. Методологија на владење која што правдата, слободата и еднаквоста готово ги урниса и оттука на поведок и урнисување готово на сите столбови на демократијата во државата. И оттука сосема прецизно е детектирано падот на индексацијата на демократијата на Република Македонија во годиниве што помина, и падот на индексацијата на демократијата во суштина значи дека Македонија назадува во својот демократски капацитет. Оттука се потенцира автократскиот модел на владење. Но вчера, после изјавата на амбасадорите, тој автократски модел на владење, оваа методологија на владење во Македонија доби титулар. Значи, титулар во името на личноста на премиерот Никола Груевски. Што го препознавате? Затоа што директно обраќањето на петорката беше до премиерот, лично до Никола Груевски, застанати пред влада, се обратија директно на премиерот Никола Груевски. Оттука, значи, врвот на кризата доби свој титулар. А оттука, ако извлечеме заклучок, безпредметни се преговарањата што ги спроведуваа со работните групи. Луѓето во тимот на работните групи ниту имаат легитимитет добиено, ниту имаат одврзани раце самите да можат да ги водат преговорите и разговорите и самите да носат одредени одлуки. И тоа е она со кое што меѓународната заедница во овој момент се соочува и тие полека разбираат и сваќаат дека излезот и решението според нив е повторно кај титуларот. Секако за оваа состојба придонес има и односот на меѓународната заедница во сиот овој изминат период во последниве 9 години од владење. Јас препознав една така наречена апизман политика. Тоа е концепт, ако се сеќавате, на Невил Чемберлен, британскиот премиер 37-40 година, кога тој правеше постојани концесии и отстапки. Таа апизман политика е постојано концесионирање, кога вие гледате дека некој ги назадува демократските процеси, дека автократски владе, дека имате опасност да се навлезе во друг правец, се урнисува тотално демократијата во еден систем, вие во име на некои предпоставени идни очекувања или надежи дека нешто ќе се промени сепак во подобра смисла, фактички го охрабрувате носителот на тој автократски модел и таа автократска методологија на владење да ги урнисува и понатаму сите тие столбови. Сите знаеме, во политичките науки ние посебно знаеме дека степенот на развојот на демократијата директно определува... Сакате да кажете дека политиката на меѓународната заедница овдека во изминативе години го поттикнуваше тоа што го имаме сега како криза, која кулминира се повеќе и повеќе? Тоа е еден дел. Значи, тоа е едната страна од медалјонот. Изворот на проблемите е внатрешен, кај нас. И секој пат ние
и нашиот модел нели на владење и избор на тие што владеат и управуваат со државата. Значи тука е првичниот извор на проблемот. Меѓутоа, дополнителен поттик на тоа е секако овој однос на меѓународната заедница во изминативе години што допушташе и дозволуваше да едноставно се провлекуваат одредени назадувања во демократскиот капацитет на државата. А тоа е основата. Ако сакате да имате одржлив економски развој, една од теориите во политичките науки говори дека мора да расте демократијата. Ние наместо да одиме кон полна демократија, ние се симнаме во хибридните режими. И тоа е сериозна работа. Знаеме исто во политичките науки од теоријата дека две полни демократии никој пат не војуваат меѓу себе. И сега наместо да си го фатиме овој правец на правда, на еднакост, на слобода, да ги зацрстуваме столбовите на демократијата по сите остови во Македонија, за да понудиме известна перспектива на генерациите што доаѓаат, ние дозволивме и ние внатре, но и меѓународната заедница тука, пошто има сериозно влијание, да едноставно состојбите назадуваат во сите правци. Дојдовме до една ситуација која што е врв на кризата и ова обраќање на амбасадорите беше сериозно предупредување и за владата, но и за државата. Таму има и една реченица која е директна закана дека постои опасност нели да ја изгубиме препораката. Да, ќе анализираме тие клучни три пораки. Господин Ристевски, со вас сакам да го почнам оној друг дел од дилемата. Дали пораката е сватена? Премиерот рече дека го поздравуваме ангажманот на меѓународните представници и дека тие се многу посветени преговорите да успеат. Од друга страна, од директните учесници во преговорите слушнавме дека преговарачките тимови немаат моќ да одлучуваат, бидејќи доколку имале воспротивно, тие немаше да ги повикаат, да го повикаат премиерот, да ги овласти конечно да постигнат договор. Да, ама во преговорите тие можат да ги насочуваат работите во позитивна насока или не. Ако го имаат полниот легитимитет тие да ги водат преговорите, тогаш зошто не би ги довршиле во позитивна насока? Амбасадорите се соочија со неколку ситуации кога беше договорено на маса, па одеа на консултации, се враќа и рекоа не важи ништо од претходно договореното. Тоа кажува дека работните групи немаат полн капацитет во делот на легитимитетот да тие преговараат и разговараат. Иначе дали е сватена пораката? Мојата проценка имаат ли гаранторите веќе инструменти за притисок, бидејќи ова е на некој начин и глас на немот кога се излегува во јавност? Имаат. Секако дека имаат. Затоа рековте ќе говориме во другиот дел од емисијата. Таму има една реченица во обраќањето на амбасадорите каде што има отворена закана дека во опасност нели е доведена препораката. Да, но за тоа веќе имаме одговор од премиерот, доколку ја изгубиме препораката и таа и онака не беше суштинска и народот од тоа нема да претрпи никаква штета. Трагедија ќе биде за овој народ ако му се одземе европската перспектива. Јануковиќ се обиде тоа да го направи со Украина. Слично или ако не и исто може да се случи и со Македонија. Одземете му ја или дрзнете се да му ја одземете европската перспектива на овој народ и тоа ќе се соочите со сериозен проблем. Јас сум се уште оптимист и верувам дека нацијата има сили да се справи со една таква ситуација, со еден таков расплет на настаните. Знаете, најголемиот број на иселувања од младата генерација во последниве години е во западните развиени европски демократии, нели и во Америка, во Канада, Австралија, Нов Зеланд. Значи, овој народ добро знае каде е квалитетот на животот и кои општества се успешни за да може тие да се реализираат себе си. Од тука европската перспектива на нацијата е највисокиот приоритет. И сите анкети тоа го покажуваат. Секој што ќе се дрзне да ја сопре таа европска перспектива или да ја отстрани таа европска перспектива, ќе се соочи со последици може да ја спинува со името и со сите прашања. Иначе ме прашавте дали пораката е примена. И дали оваа изјава на премиерот кажува дека пораката е примена, што би се она што досега сме сите сведоци заедно, од сите навики и рутини во водењето на политиките во Македонија во последниве 9 години, јас сум песимист во тој дел. Дури и денеска, сега во овој момент мислам дека пораката се уште не е сватена и некој се надева дека ќе може да се поигрува со овие опомени од меѓународната заедница и ќе може да се поигрува со перспективите на целите на договорот од Пржино. Оти ако вие отворено се обидувате да обструирате во неколку фази во чекори, тоа што е договорено во Пржино,
тогаш вие отворено покажувате страф на јавна сцена. Зошто, еве, ако сте вие премиер, зошто би влијаеле на ситуациите да се оспорат одредени сегменти? Страф од што или храброст за што? Страф, веројатно, од резултатите кои што ќе доведат од работата на специјалното јавно обвинителство, од последиците од спроведувањето нели на договорот од Пржино во сите негови сегменти, зошто би се оспориле замениците министри и сега да се тврди дека тие биле технички вакви или онакви, кога се знае што е заменик министер и никаде претходно не било договарано кој ќе биде опсегот или што ќе биде неговата надлежност во тој дел. Зборот е збор, ама различно се чита. Премиерот дури упати во својот говор дека таа порака треба на друго место да се упати. Поранешните амбасадори Арсим Заколи и Нано Ружин и политикологот Љупчо Ристовски се мои вечересни гости. Пред прашањето околу тоа кои се опциите за заживување на договорот, последните тези на господинот Заколи околу тоа дека целта на договорот е само да се од Пржина и само да се сопрат бомбите, предизвика полемика и дури трае овие реклами. Прво господин Ристовски. Пред да одговорам на прашањето, сакам да бидеме малку и коректни спрема меѓународната заедница. Сепак, овие незини напори и незини обиди, иако јас не сум најсреќен што ние дозволивме да до тој степен се инволвира меѓународната заедница во разрешување на еден внатрешен политички проблем во Македонија, но сепак добар гест е од нивна страна што се обидуваат понекако да едноставно го заживеат договорот од Пржино и да едноставно се обезбедат известни перспективи на целите од тој договор. Сега, дали имаме реална основа во овој момент да се надеваме на известни перспективи или не, зависи од клучните преговарачи во тој процес. Значи, мора да настане пресврт во рутината и навиките на водењето на преговорите во наредната фаза од имплементацијата на договорот од Пржино. Тоа значи дека мора лично премиерот да свати дека секој сегмент од она што е веќе договорено и изгласано во парламентот со гарантија од меѓународната заедница ќе мора да се имплементира онака како што е запишано. И треба да се ослободат во духот да се даде потполно доверие во секоја точка од договорот. Од што би се плашеле ако се прават нели обструкции во таа насока? Нели ако има поддршката од народот, ако е се во ред во однос на рейтингот на владата, на овој начин на владење со народот, тогаш не би имало пречка во овој период да едноставно се лесно помине онака како што е и договорено, без ималку обструкции, без ималку одвраќање на одредени сегменти од договорот во поинаква насока и така натаму. Значи мора да се промени рутината и навиката на гледање на таа работа. Да, ама прашањето е како, бидејќи ако имало индиции дека тоа ќе се одвива во насока на тоа што вие го зборувате, треба, би требало, мора, тогаш немаше да дојдевме до оваа изјава од вчера, која што е јасна, ВМРО ДПМН да направи тоа, премиерот да направи тоа, СДСМ да не пишува на Facebook тик-так и со тоа уште повеќе да ги провоцира. Видите, на граница сме. Сите притисоци до сега што се направени од страна на меѓународната заедница требаше до сега да бидат сватени. Сите притисоци требаше да бидат сватени и треба нормално да се очекува да се нешто промени, и дојдено е до зид. Следниот чекор е да едноставно ја урнисаме препораката. А тоа е одземање на перспективата на нацијата. Ако ова некој не го сваќа сериозно, не знам, тогаш немаме перспектива известна за реализација на договорот од Пржино. Рекомпонирање на мнозинството со најавата за излегување на ДУИ, тоа е омилената тема на господинот Заколи, меѓутоа прво господинот Ристовски. Меѓународната заедница премногу има вложено во Македонија. Европската унија само за 2007-2013 од ИПА фондовите има нецели 700 милиони евра. Соединетите американски држави во изминативе 20 години имаат преку милијарда долари. Значи тоа се отприлика некаде 2 милијарди долари се вложени од страна на меѓународната заедница во Македонија доминантно во дело да се развијат демократските столбови, да се потхрани демократскиот капацитет на државата. И одеднаш вие се соочувате преку содржината на бомбите, но и со нашата сурова општествена реалност дека од тоа фактички нема ништо. Меѓународната заедница нема да се откаже туку така од тој дел. Што значи тоа дополнителен притисок? Тоа значи на кој начин, бидејќи овие имате две можности.
или ќе ги сватите сериозно во нивните опомени дека ќе изгубиме препораката и со тоа ќе се одземе европската перспектива на нацијата, тогаш веќе се радикализира ситуацијата и се излегува на улица и тука ќе се решава ситуацијата, или ќе направите промена во вашите рутини и навики и конечно ќе сватите дека мора да се остави реката да тече по своето течение и сите елементи на договорот од Пржино да се имплементираат така како што се замислени. Ако вие постојано се плашите дека специјалната јавна обвинителка ќе има обвиненија пред изборите, со да ќе се влијае на изборниот процес, тогаш веќе вие имате мугата на капата. Тогаш вие длабоко во себе знаете дека имате сторено силен греф кој што ќе биде предмет на анализа на специјалното јавно обвинителство. Значи, вие на овој начин, со самото противење лично на премиерот и на оваа номенклатура на власт, со самото противење и обструирање на имплементацијата на договорот од Пржино, нели, и во подхранување на оној демократски капацитет да имаме кредибилни избори во април, вие давате до знаење дека не сте чисти. Едноставно се плашите да не излезат сите тие коруптивни сомнежи и така натаму на површина и едноставно да се види бедотијата на вашата методологија во изминатиот период. Со самото обструирање вие и на јавноста и праќате порака дека вината е во вас и вие се плашите таа вина некој друг да не ја дознае. Во моментов нивната методологија е, ако може да се смири, да не таласа водата, талогот да падне доле, нацијата да не може да гледа само бистра вода, меѓутоа јавноста, опозицијска и цела демократска јавност треба постојано да ја мати водата за талогот да е видлив на површина. Оти народот ќе носи одлуки на основа тоа дали гледа бистра вода или дали гледа талог. Во ситуација ние имаме многу талог, ако го оставиме тој талог да се таложи, на крај целата вода ќе ја поклопи. Демократијата во Македонија е во талог во моментов. Ние сме хибриден режим, дефинирани, не е зависно председател што вели дека тоа било перцепција. Како не е перцепција doing business индексацијата? За едно е перцепција, за друго не е перцепција. Ако ние назадуваме на индексот на демократија и ние сите чувствуваме дека и вие медиумите најдобро чувствувате дека работите под сериозни притисоци. Нацијата работи под сериозни притисоци. Малите и средни претпријатија работат под сериозни притисоци. Сите работиме едноставно под сериозни. Државната администрација работи под сериозни притисоци. Страшен е притисокот внатре во администрацијата. Тоа ли е системот за кој се залагаме и се бориме? Каде оди Македонија на овој начин? И ние внатрешно ќе мора да си го решиме тој проблем. Системот кој што се пропагира е најдобри според doing business, привлекување нови инвестиции, стигна првите кинески вагони. Тоа е сликата. Тие две работи не одат една со друга. Во теоријата на политички науки одамна е заклучено дека одржлив економски раст и развој на една држава може да оди само со одржливи демократски напредоци во сите сегменти на општественото живење. Можеме ние во некоја теорија да се сместиме? Не можеме да се сместиме. Теоријата е теорија, таа е веќе емпириски потврдена како факт во политичките науки. Мора паралелно, ако сакате одржлив економски раст и развој, паралелно мора демократија да оди напред, не назад. Ако оди назад, тогаш ќе биде тоа едноставно влечење надолу на сите економски перформанси на државата. Ќе видите дека на кај вие градите економијата на трули на песочни основи. Тоа не е одржливо. При секоја наредна турбуленција вие ќе имате ронење на системот. Доаѓаме и до последното прашање во вечерашната топ тема за моите гости, поранешните амбасадори Нано Ружин, Арсим Заколи и политикологот Љупчо Ристовски. А тоа е дали опомената дека Македонија ја чека изолација или белоруско сценарио, како што рече посредникот Ван Хоутен на брифингот минатата недела, се само закана или реалност и што дали очекувате евентуалното неуспех, евентуалното пропаѓање на договорот да повлече одземање на препораката или не? Јас би ги сватил многу сериозно сите предупредувања на меѓународната заедница. Не е сеедно клучните меѓународни фактори, не само на македонската политичка сцена, него и пошироко во светски рамки, да упатат конечно една многу јасна порака, че тие се откажа од тој концепт на попусливост, на отстапки постојани, и овој пат беа многу јасни и прецизни. Иначе знаете дека ако останеа да бидат колебливи, те вака, те така, колебливиот е како морски бран, кога ветерот го подига, го удара во карпи и се распрскува со капки.
Вашето да биде да, вашето не да биде не, се помоѓи од лукавиот. Измамата е што вие подпишувате договор, меѓународната заедница е гарант и сега гледате на било кој начин да го обструирате тој договор. Тоа значи дека вие си го погазувате вашето да, од тука вашата кредибилност е нула. Нула е вашата кредибилност. И јавноста тоа треба да го знае, јавноста тоа треба да го свати. Опасностите се големи. Ако ја изгубиме препораката, нацијата ќе свати, а ние ќе ја помогнеме во тоа дека е изгубена европската перспектива на Македонија. Младите генерации ни отидоа надвор во западниот развиен демократски свет. Не можеме да чекаме ние неколку години да вратиме препораката и да го одложиме влегувањето во Европската Унија. Тоа е сериозна опасност за нас. Ако ова некој не го сватил, тоа ќе се соочи со гневот на нацијата наскоро. И бидете сигурни дека народот ќе изреагира правилно. Знаете, има сигнали дека они сакат и предвремени избори, дуи се подготвува со изборни штабови, тие најавува дека ако договорот од Пржино не успее ќе се оди на избори, дека дуи ќе излезе од влада и така натаму. Сметате дека е таа можна варијанта? Тоа рекомпонирање, бидејќи се чини опозицијата не го посакува, бидејќи би можело да биде искористено во против неа. Јавноста не би требало да прифати додека ние не создадеме демократски капацитет на нацијата, на државата за кредибилни избори, за кредибилни изборни резултати кои што навистина реално ќе отсликаат политичката карта во Македонија, не смее да се помисли да се оди на избори. И ова доцнење веќе треба да го прологира рокот за избори. Ова е веќе јасен сигнал дека 24 април е прерано, затоа што имаме многу низок демократски капацитет. По сите основи власта е убедена дека на овој начин, со овој низок демократски капацитет, со таа покриеност на медиумите, со тоа подјармување на медиумите, фактички владе со медиумскиот простор и убедена дека владе со јавната сцена. Најлесно е за власта да оди на избори порано. Колку се одложува, толку ќе се топи рейтингот и довербата во нејзи. Инаку, јас ценам дека целосно е нарушена кредибилноста на оваа номенклатура на владење и со таква нарушена кредибилност и со такви пореметени основи на демократијата не смее да се оди на избори во април.